Жителите на село Грдлени во наредните неколку децении не би требало да имаат проблеми со водата за пиење, пред се со квалитетот, но и со континуитетот во снабдувањето. Летните сушни периоди и проблемите со водоснабдувањето веќе би требало да бидат надминати. Се финализира вклучувањето на цистерната со капацитет од 55 метри кубни. Новиот резервар, кој е од полиестер, е набавен од Република Словенија, гарантира чиста и квалитетна вода за пиење, така да жителите на ова населено место не треба да стравуваат за квалитетот на водата за пиење. Ние како јавно предпријатие кој ќе преземеме врската за редовно снабдување на село Грдлени, нормално дека редовно ќе контролираме водата во цистерната и во целиот водоводен систем. Ќе се стават дозир пумпи да се хлорира водата, постојано да имаме хлорирање на водата и се разбира постојано ќе земаме урници да го проверуваме квалитетот на водата за пиење. Денеска јавното предпријатие Солидарност Виница започна со изградба на сувата комора во резерварот во населеното место Грдлени. Во текот на летниот период општина Виница прво се изврши реконструкција на водоводната мрежа во 3 мали во населеното место Грдлени. Потоа општината набави цистерна резервар за чување на питка вода, кој има капацитет од 55 метри кубни. И деновиве започнуваме со работа со изградба на сувата комора, кај што ќе бидат сместени вентилите за да можеме да оставиме во функција резерварот. За отприлика една недела ќе завршат сите градежни работи и во наредните десетина дена жителите на село Грдлени може да очекуваат да го ставиме во функција новиот водоводен систем кој што е целосно реконструиран со нов резервар и со тоа ќе им бидат решени сите проблеми кои што ги имаа во текот на летните периоди кога имаше недостаток на вода за пиење. Оваа инвестиција се однесува за околу 150 жители на неколку мали од населеното место Грдлени. Преземањето на водоводите се уште не е комплетно завршено, вели Спасовски, бидејќи секој чекор е дополнителна инвестиција и товар на општинскиот буџет, а бројот на активни водокорисници во ридско-планинските населени места е се помал. По завршувањето на комплетно на сите работи, ставање во функција на новиот реконструиран водовод во село Грдлени, ќе го преземе стопанисувањето со овој водоводен систем и со тоа ќе ги заокружиме скоро сите населени места во северниот дел на општина Виница. Стопанисуваме со водоводите во населените места Пеклани, Драгобраште, Трсино и Калиманци и ќе продолжиме со Грдлени и ни останува малото Трстија и селото Крушево, кое ќе го преземеме во наредниот период, бидејќи при крај изградбата на филтер станицата во селото Крушево. Во малата во село Грдлени се пребројуваат 150 луѓе чија основна дејност е сточарството, претежно луѓе во 5-та и 6-та деценија од животот, додека новокомпонираните млади брачни двојки се повеќе се редуцираат или се иселуваат во градот или заминуваат надвор од државата.